Good evening, this is Peter Vertkovski on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија, а сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Вторник, 6 мај, е празникот Ѓурѓовден. Службата од 9 сабаљето. Нешто за школото и за игрорната група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 Скул Стрит Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите за свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, и вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сато попладне во нашиот македонски културен центар во Ньюкастел. За повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница од Ньюкастел. Исто да најавиме дека игрорците можат да идат од 3 до 30 годишна возраст и постари. Сите сте добро дојдени секоја среда од 5 сато попладне во нашиот македонски културен центар. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкастел може да се плата својата чланарина за ова година по $10 по лице. Исто така, чланарина може да си платите за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Ньюкастел по $15 по лице. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. Послед се дава ручеко. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Драги слушатели, се надеваме дека се наоѓате во пријатна атмосфера со вашите најблиски покрај звуците на нашето радио. Исто така се надеваме да сте во добро здравје, а ние одовде со песна и оро од се срце ви посакуваме среќен ден. Ако сакате омилена песна да ја слушнете, само јавете се на 0411 673 073 или пишете на Фајсбуко, ќе ја ставиме вашата сакана желба. Ѓурѓовден,
Најголемиот христијански празник од пролетниот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 23 април по новиот календар, односно на 6 мај по стариот календар. Овој празник го празнува не само христијанското, туку и целото население воопшто. Има голема традиција во словенските земји, меѓу кои и во Македонија, што значи дека неговата основа е празнувањето на природата, на разбудувањето на растителноста и на животот воопшто. А сега нешто за вестите од Македонија. Мицковски вели со одлична вест. Растот на индустријско производство за март е 5,2% споредено со лани. Ова се солидни индикатори и инспирација да продолжиме со дисциплинирани и развојни економски политики. Горда Македонија е богата Македонија, рече премиерот. На патот од Валенција кон Скопје добив одлична вест во авионот. Раст на индустријско производство за март од 5,2% на годишно ниво, споредено со март 2024 година и после толку време раст на индустријско производство на квартално ниво, вели премиерот Христијан Мицковски. Имено во првиот квартал од 2025 година, споредено со првиот квартал од 2024 година, индустријско производство порасна за 2%. Посебно радува фактот што расте пребаравачката индустрија во март за 4,8%, а во првиот квартал за 3,6%, рече тој. Мицковски одговори на прашањето што наследивме како влада. Во вториот квартал од 2024 година индустријското производство паѓаше со 7%, а индустријата беше во тешка рецесија. Следеја два квартали на стабилизација и конечно имавме во првиот квартал од 2025 година раст на индустријско производство во исклучително сложени услови за европска економија и автомобилската индустрија. Ова се солидни индикатори и инспирација да продолжиме со дисциплинирани и развојни економски политики. Горда Македонија е богата Македонија, рече Мицковски. Трендафилов вели: за новите владини мерки ќе зборуваме на 2 мај. Утре ќе бараме зголемување на нашите плати за да можеме да си ги дозволиме и ваквите цени во супермаркетите, рече денеска председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов. Трендафилов, одговарајќи на новинарски прашања по пресконференцијата за утрешен протест, истакна дека замрзнувањето на цените и маржите даде само половичен резултат. Се покажа оцени дека трговците се алчни и дека на грбот на работниците создаваат огромен капитал. Синдикалната минимална кошничка покажа само 7,1% се намалени цените на 63 основни производи што ги мериме ние. Не беше ни блиску до 10 или на 10% како што ветува трговците. За жал, владата како и многу пати досега е изиграна од нивна страна. Се надевам дека нема да дозволи да ја изиграат по трет, четврти и петти пат. За новите владини мерки ќе зборуваме на 2 мај. Утре ќе бараме зголемување на нашите плати за да можеме да си ги дозволиме и ваквите цени со и во супермаркетите. Се покажа дека трговците се алчни и дека на грбот на работниците создаваат огромен капитал. Се надевам дека тоа нема да биде случај и на 2 мај. Доколку биде случај, ќе ги преземеме сите мерки што ни се на располагање и во кои во минатото ја поттикнаа владата да носи мерки кои ќе траат и на подолг рок, напомена Трендафилов. Муцински вели: остваривме бројни политички средби на маргините на Конгресот на Европската конференција во Валенција. Во Валенција, каде што се одржа овој значаен настан, остваривме средби со канцеларот на Австрија Кристијан Стокер, министерката за Европа на Кралство Шведска Джесика Розенкранц, председателот на Српската напредна странка Милош Вучевиќ, како и со членовите на Европскиот парламент Софија Кирчер, Матеј Тоник и Карло Реслел, потенцира Муцински. Актуелните геополитички предизвици, билатералната состојба, посветеноста на владата на реформскиот процес
Интеграцијата на државата во Европската Унија, како и соработката и поддршката во рамки на овој процес беа во фокусот на бројните средби што се одржа на маргините на Конгресот на Европската народна партија, објави Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и надворешна трговија и подпредседател на ВМРО ДПМН. Во Валенција, каде што се одржа овој значаен настан, остваривме средби со канцелар на Австрија Кристијан Стокер и многу други. Конгресот на Европската народна партија представува клучен момент на единство за организацијата. Време кога раководството на Европа ја тресира насоката за предстојниот период со јасна визија за еднината на Европа и заедничко справување со предизвиците кои престојат, додаде во објавата Муцунски. Što trgna, gorski hleb da pečali, duginata crna. Gospode, luge mi sladlesno. Gospode, neka bidam jas poslede. Deca, nemojte isti greški već stari da povtorite. Zemlji tugi, boki naši, deca, dosta je. Samo jedna majka je nam, Makedoncite. Se vratite, toga se ke shvatite. Gospode, luge mi sladlesno. Gospode, neka bidam jas poslede. Zemlji tugi, boki naši, deca, nemojte isti greški već stari da povtorite. Zemlji tugi, boki naši, deca, dosta je. Samo jedna majka je nam, Makedoncite.
večer ja pozva do bake ti legnem ti ko jasna pernica ke ti dojda večer penđer otvori ljubav što ti nosam ke ne izgori.
spije, tebe čeka da dojdeš. Zelnoj majka ne spije, tebe čeka da dojdeš. Majka sina prašuva, kade sine ponojke, nešto kriješ, takovaš, srce ne si otvoraš. Nešto kriješ, takovaš, srce ne si otvoraš. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Ah, mori majko, ne znaješ, srce mi je skršeno. Majka i ne jadava, siroma sum zaneja. Majka i ne jadava, siroma sum zaneja. Srce ti je planina, duša porta crkvovna. Se koji vnatre što me vleze, da mu ljubov te najde. Nemoj sine, ne znaja, ti si mi najbogato. Srce ti je planina, duša porta crkvovna. Se koji vnatre što me vleze, da mu ljubov ke najde. More sinko vre. Kakva sreća mi te donese, koji te stvoril kako za mene. Koga ne možam, jaz da продолжам, koga ne možam da izdržam, koga životom me krši na pola. Ti mi davaš sila ko nema. Još čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe,
kneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Ti me praviš da se radovam, sve što bilo da zaboravam. I Bog te mina da si najdam spas za ovakov čovek kako što sum jaz. Koga sum na vrh i koga sum na dno, zajedno vo dobro i vo zlo. Ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Tebe, dušo za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore, ova moje ludo srce izgore. Еве сега кажувам, мила моја признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Денот штом те запознам, тогаш веќе знаев јас дека топол дом некаде чека мила и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојво срце, таму мила спиеш ти и дури тоа чука, таму мила остани. Ние добро знаеме
Какви бури минавме, но и покрај се до сега од нас не откажавме. Сега цврсто гушниме, поглед ни во очиве, дека заедно ќе бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојво срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојво срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Таму мила остани.
prsteni pobaraja, a ize mi si zlaten prsteni pobaraja. Evgenija, moma ubava, takvo mome lično nema, takva moma nigde nema, jas ja ljubam ke ja zemam, jas ja ljubam ke ja zemam. Takva moma nigde nema, jas ja ljubam ke ja zemam, jas ja ljubam ke ja zemam. Žirovnica pusta ostanala, zar za mene devojka ne mala, zar za mene devojka ne mala. Žirovnica žiti kamenjata, štora voda, gledalica moja, štora voda, gledalica moja. Dal se godve ili jaši kuvaju za mene, bećara taguva il za mene, bećara taguva. Bit se godve niti jaši kuva tuk za tebe, bećara taguva tuk za tebe, bećara taguva. Oj devojko, ti za mene pojdi ća pazara, trirala to bani ća pazara, trirala to bani ća pazara, trirala to bani, neka pukne naši te dušmani, neka pukne naši te dušmani. А сега да проследиме нешто од вестите. За Ѓурѓовден, кај македонците со Ѓурѓовден започнува летната половина од годината што трае до Митровден. Затоа во една македонска народна поговорка се вели: дојде ли Ѓурѓовден, чекај си Митровден. На овој ден се избираат селски одборници, протуѓери, пољаци. Потоа се главуваат момоци, овчари, козари, говедари и така натаму. Заедно со тоа луѓето се подготвуваат за периодот што следува и што е исполнет со многу пред се полски работи.
Човекот му се радува на оживувањето на природата, никнувањето на есенските посеви, на разлистувањето на овошките, на раззеленувањето на гората и на обновувањето на растителноста воопшто, бидејќи тоа значи и негова екзистенција. Меѓу повеќето обичаи и песни поврзани со овој ден, посебно значајно место заземат оние така наречени билјарски обичаи и песни што се изведуваат при берењето на билките, вечерта спроти празникот и на самиот ден рано наутро. Берењето на штотуку изникнатите и разлистени растенија е поврзано со обичајот за потнување, како и со обичајот крмење на стоката, а тие пак со верувањето во магичната моќ на билките. На билје се оди во блиските шуми, каде што можат да се најдат разлистани некои билки, за кои се верува дека поедуваат магична моќ, како што се кукуреко, здравецо, вратиката, стреката, но и некои други растенија, како леската, дренот и слично. Сега да проследиме нешто од вестите. Ковачки вели: Македонија конечно води проактивна, самостојна и проевропска политика, но на македонски начин, со дигнитет. Тоа ги боли. Нека си прават монтажи, нека си прават илузии. Македонија ќе оди напред. А тие, како што рековме, ќе си останат тоа што се, коментира пратеникот. Сликата што ги боли, бидејќи Македонија веќе не клекнува. Кога ќе ја видиме насловната страна од бугарски портал со зборовите Мицковски со длабок поклон пред Борисов. Првата мисла е неспорна. Колку всушност и недостасува Заев. За да не се лажиме, ова е уште една ефтина, намерно исечена и тенденционална интерпретирана фотографија, направена со јасна цел, да се представи гест на учтивост како покорност, коментира Драган Ковачки, пратеник на ВМРО ДПМН. Но тие времења завршија. Нема веќе коленчињење, нема поклони, нема откажување од себе. Македонија никогаш погорда, цврсто чекори напред, работејќи да ги оствари само своите, а не туѓите интереси. Македонија конечно води проактивна, самостојна и проевропска политика, но на македонски начин со дигнитет, и тоа ги боли нив, затоа што по години на слугување конечно има држава што кажува не, вели Ковачки. Тој посочи дека секој пат кога се обидуваат вака ниско да го дискредитираат премиерот, само потврдуваат дека Мицковски е проблемот за нивниот долгогодишен план на асимилација. Нека си прават монтажи, нека си прават илузии. Македонија ќе оди напред. А тие, како што рековме, ќе си останат тоа што се, коментира пратеникот Ковачки. А сега нешто и од спортот. Македонските тиквондисти, јуниорот Давид Божиновски, член на Тик Младост, и кадетката Ема Петрушовска, членка на Тикводо Тигри, се закитија со медали на Европското првенство Астир 3 Куп, кој се одржа изминатиот викенд во Ниш во Србија. Божиновски го освои сребрениот медал, кој му донесе 18 бода на европската ранг листа, со кој се очекува да се искачи меѓу најдобрите 25 во Европа. А пак Петрушовска освои бронзен медал, кој носи 3,6 поени на ранг листата. Пласманот на Божиновски е одличен показател дека и тој може да чекори на патот кон Олимпијадата во Лос Ангелос во 2028 година. Поради добрата позиција на ранг листата, тој беше слободен во првото коло, во второто го совлада со 2-0 во рунди молдавецот Даниел Лингу, а во финалето во неизвестна борба загуби од србинот Лазар Савичич. Алкалоид е финалист на Европскиот куп на против грчки АФК, кој го брка првиот европски трофеј во својата кратка историја, а само четврти за македонскиот ракомет. Вардар ги освои бодовите на дербито во Битола. Алкалоид обезбеди пласман во финалето на Европскиот куп на ракомет. Уморни од супервисокиот ритам на надпревари што го наметнува плајафот,
во македонското првенство, соочени со повреди на клучни играчи и со непријатна традиција на нашите екипи во Скандинавија. Алкалоид во неделата одигра надпрва за респект, потврдувајќи уште еднаш дека без разлика кој е на терен во однос на квалитет, искуство и знаење, системот не дозволува да биде поразен. Да, може би некогаш победен, но многу тешко поразен. Низ супер содржаен ракомет период поминува македонскиот клупски ракомет, како на домашна, така и на меѓународна цена. Вечните спортски ривали на темата ракомет ги вкрстија копијата во рамките на последното коло од првиот круг на плајефот, додека Алкалоид, како дополнително осакатен со неиграњето на капитенот Симба Ѓорѓиев на реваншов во Скандинавија, успеа да ги одбрани оние плюс 5 од автокоманда и на пенали да го елиминира Рунар за супер интересно финале против представникот на нашиот јужен сосед Атина. Нешто за ракометот. Селекторот на машката ракометна репрезентација на Македонија Кирил Лазаров го објави поширок список на ракометари пред одигрувањето на последните две кола во квалификациите за Европско првенство, кое ќе се одржи на 15 јануари до 1 февруари 2026 година во Данска, Норвешка и во Шведска. На списокот фигурираат 35 имиња, од кои ќе се барат оние што ќе настапат против Естонија во Талин на 8 мај и против Литванија на 11 мај, Јане Сандански во Скопје. Имињата се речиси стандардни, освен што ги нема повредените Марко Митев, Цветан Кузмановски и Никола Костовски. Црвено-жолтите за пласма на Европското првенство 2026 година преку првите две места на табелата во групата 1 во мај треба да ги победат Естонија на гости и Литванија дома со 3 гола разлика, а при тоа Словенија да ја победи Литванија на гости. Првите две селекции од секоја од 8 квалификацијски групи и 4 најдобри меѓу третопласираните обезбедуваат пласма на Европското првенство 2026. До сега 7 репрезентации обезбедија учество, домаќините Европскиот првак Франција, како и Словенија група 1. Исланд, македонскиот клубски ракомет во полн сјај. Нешто и за здравието. Попладневната полчасовна дремка ги прави луѓето повнимателни. Попладневната дремка од околу 30 минути му овозможува на мозокот да се одмори на начин што ги прави луѓето повнимателни при работата и другите активности според stručњаците. Знаеме дека тоа е лесен и користен начин за брзо зајакнување на својата будност, концентрација, продуктивност, креативност и расположение, изјави истражувачот Џајмс Мас, професор на Универзитетот во Конел. Во својата книга "Спеј за успех", се што мора да знаете за спењето, но сте премногу уморни за да прашате. Тој пишува дека скоро сите луѓе доживуваат попладневен пад на енергијата. Ова се должи на деноноќниот ритм на телото, кој што ги вклучува двата периода на поспаност на секој 24 сата, еднаш навечер и вториот меѓу 14 и 16 часот. Во текот на ноќта луѓето минуваат низ неколку 90 минути циклуси на спиење поделени во 5 фази, од лесен до длабок сон, при што најдлабокиот е кон средината. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.